Во вашата академија од студиската година 2016-2017 година стартува една нова студиска програма маркетинг и менеджмент. И сега поблиско зашто станува збор и што ќе можат да научат од оваа студиска програма идните студенти? Прво едно мало прецизирање. Не е маркетинг и менеджмент, туку маркетиншки менеджмент. Станува збор за менаџерската функција на маркетингот. Значи, како идните дипломанти ќе го менаџира целокупниот тим во една организација кој што врши различни менаџерски, а особено маркетиншки активности во целокупниот циклус на задоволување на потребите на муштериите. Тоа значи луѓето кои што занимаваат со истражување што им треба на муштериите, што е ново што се случува, до она како тоа новото да се трансформира во подобрување на постојните или во креирање на нови производи, и она што во јавноста се подразбира во потесна смисла, тоа е промотивната активност. Како тоа што сте го направиле, ќе го направите достапно до корисниците да го знаат и да можат да го купат на најлесен, најдобар можен начин. Така да тие компетенции на истражување на пазарот, на креирање на производи, креирање на стратегија да се биде подобар од конкуренцијата, се основните цели и основните компетенции кои што идните студенти ќе ги стекнат преку оваа студиска програма. Дали истражувавте зошто е потребна ваква студиска програма да има, од каде потребата? Ние досега 8 години работевме со студиската програма оперативен менеджмент и продолжуваме и натаму да работиме со неја, а тоа се занимава како да направите добар продукт, како нештото што е дефинирано, познато, да го направите најрационално, најекономично, за да биде конкурентско и да има профит. Но, тоа е оно тековното, оперативното. Потребата да се развива една организација, значи да се прави нешто ново, да се прави нешто поинаку, да се иновира, и од тука произлегува тоа следната развојната функција на секоја фирма, после оперативната е маркетингот. И во тој дел, следејќи што во практиката се случува, што е она што работните организации во своите служби за развој прават за да успеат на пазарот, ги утврдивме новите практики кои што новава технологија ги носи и на собирање и на брзо процесирање на информациите и како е тоа искористено во развој на нови продукти и нивното соопштување до јавноста. И сето тоа го проследивме како го решава напредниот свет, а тоа значи во развиените школи по менеджмент во светот, и утврдивме што е она што е корисно, а е малку поинакво од она што на другите високообразовни организации се нуди, за да нашата студиска програма има конкурентска предност во однос на другите. И сега нешто би сакал повеќе околу модулите кои ќе се развиваат. Карактеристика на нашата студиска програма од порано и воопшто нашата филозофија е дека студентот треба да влијае што ќе учи. Прво тој се влијае со тоа што ќе се определи за една институција во рамките на тоа на студиската програма, но и внатре во студиската програма тој треба да може да задоволи различни интереси. Бидејќи не може се да се научи, потребно е да има еден дел кој што е фундамент, општо, тоа се задолжителните предмети, и согласно дури и законот, кој што вели најмалку 40% изборни предмети треба да ние имаме 50% изборни предмети во студиската програма, и во тие студиски програми ние сакаме да дадеме употребливо знаење. Ние во тие студиски програми нудиме обука всушност за конкретно практично работење. Било самостојно, кој ќе дипломира, дури некој во теку на дипломирањето, како што е работа на промоција преку социјални медиуми, или пак да се вработи некаде каде што тоа особено се бара, како што, например, комерцијалистот. Врз основа на таквите истражувања и на практиката што се случува и можноста за вработување на идните кадри, ние во тој дел понудивме 4 изборни модули, кои што студентите може да избира еден од нив и да се оспособи за практично работење. Едниот е стандардно што секогаш постоел во областа на маркетингот, тоа е комерцијалното работење, тоа е продажниот менеджмент со други зборови. Второто е она што новите медиуми го носат, тоа се социјалните медиуми како канал за врска помеѓу давателот на услугите и корисникот на услугите.
тоа е она кое што младите веќе го практикуваат на почетокот токот за забава, но многу повеќе веќе почнува тоа да се користи како моќно средство со брзо процесирање да стигнете до многу голем број корисници, а релативно поевтино колку што се класичните медиуми на пишувана, електронска комуникација, радио, телевизија, со другите социјални медиуми е тоа многу поевтино. И тој модул очекуваме да биде доста атрактивен за младите кои што ја знаат современата технологија. Следното што ние истражувавме беше она што е една од доминантните дејности во Македонија, тоа е текстилната, конфекцијската индустрија, која што од она што беше нужно на почетокот да се занимава со лон производство, како наједноставно да бидете сигурни дека тоа што ќе го одработите ќе ви се плати, до потребата да се развиваат своји продукти и веќе имаме доста развиени индивидуални модни дизајнери кои што сега за својата работа да можат да ја поврзат со конфекцијската индустрија треба да се развијат компетенции тоа да се продава. Така што маркетингот на модниот дизајн е третиот изборен модул кој што очекуваме да биде користен колку од младите, кои што имат афинитет, толку кон еден голем број практичари, кои што од немајка да влегле во тоа и го работат, да го подигнат своето ниво на креативно и маркетиншко знаење за подобро да ја вршат својата работа како ќе студираат како вонредни студенти. И конечно нешто што практично го нема дури како практика во почетни фази кај нас во државава, а тоа е маркетингот и одржливоста на граѓанските или невладините организации, кои што во овој момент се наоѓаат во една фаза на трагање како да изнајдат соодветни извори на средства за да опстојат. Во практиката е повлекување на големите донатори кои што возможија во овие 20 на години да се развијат моćни невладини организации, но тие сега треба да научат сами да опстојуваат, не да имаат готови пари, ами да се борат за парите. И тука ова студиска програма треба да ги оспособи идните или постојните вработени во граѓанските организации, како да идентификуваат разновидни извори на дополнително финансирање на својата дејност, од комерцијализација на своји услуги на некои организации, до сите оние други извори кои што можат да помогнат да корисниците на услугите да можат да бидат задоволени, а тие не можат да платат. Така што тука се развиваат алатки на лобирање, алатки на достапност до финансиерите кои што од лични побуди како филантропи што се би дае нешто, компаниите кои што како општествена одговорност за сега даваат за хуманитарни цели, а би можеле да дадат за развој на граѓанското општество, односно за подигање на граѓанската свест во едно демократско општество, и сметам дека тоа ќе биде мощно корисно за одржливост на граѓанските организации. Колку беше голем предизвикот сите овие да се сработат овие модули за да се представат пред идните студенти, а тука јас би го потегнала и тој акцент дека се спојува образованието со нешто што е надворешно и дека прилично го прати трендот или модата, она што се случува надвор. Нашата академија е всушност на некој начин родена од нашата претходна и се уште активна консултантска фирма Детра Центар, која што 20 години работи со фирмите, компаниите во нивното трансформирање да може да работат во пазарни услови. Од она што беше то пред 25 години да работат во сигурно планско стопанство, каде што фирмите требаше само да го произведат она што некој ќе им каже дека треба на државата и на пазарот на корисниците. Сега тие сами треба да го прават. И од тие контакти, што овие 25 години, бидејќи нашата фирма Детра Центар е формирана 1991 година, активно почна да работи 1992 година, ги имаме тие релации за тоа дека треба на фирмите им се даде она што им треба, а не она што обучувачите или професорите знаат па им го даваат на студентите. Така што ориентираноста да се испорача она што треба на корисникот беше тоа кое што ни ја олесни работата, а друга страна, работејќи на
развојот на постојните организации во делот на стратегиското планирање, сака да го утврдуваме тој момент како неопходна потреба да се следат не само локалните, туку и светските трендови. Како во иднина да не бидат фирмите изненадени, и тоа е она кое што нас ни овозможи, овие две специфични работи, а тоа е модниот дизајн и одржливоста на граѓански организации, да го препознаваме како нешто кое што тек допрва ќе дојде кај нас и нашите дипломанти во тој дел ќе бидат први на пазарот, да речам, паралелно со практичната ориентација која што им ја даваме да еден ден во неделата секој на студенти е некаде на практика во некоја фирма соодветна, ќе ги направи да бидат доста поконкурентни на пазарот, не веднаш сите, но во доста брзо време да најдат работа за она што го учеле. Бидејќи често патувате и надвор од границите на Македонија, го познавате и другиот образовен систем како се развива, кога станува збор за маркетиншки менеджмент, како се спроведува во другите земји, а како во Македонија? Ете вие како пионери на... Видите, има еден феномен што треба да се признае, дека и во поранешниот систем, во нашето бившо, да речем, југословенско окружување, маркетингот беше присутен како дел од студискиот програм. Тоа беше единствен дел од областа на маркетингот кој што беше препознан како потреба, но беше главно фокусиран на промоцијата. Она што во светот беше уште тогаш, а се уште повеќе, е тоа да маркетингот се свати како развојна функција и студентите секаде во светот, уште во текот на студиите, се оние кои што во фирмите работат паралелно заедничко под менторство на постојните вработени од маркетингот, да развиваат нови стратегии, нови тактики, нови пристапи, бидејќи нивната љубопитност, неоптовареност со старото станува многу корисна не само за нивното учење, туку и за фирмите каде што одат на практика. Така што ние во рамките на постојнава студиска програма по оперативен менеджмент, многу наши студенти сакаат да одат да работат на практика таму каде што е она новото, а тоа е во комерција во фирмите, во медиумите, каде што може да се запознава што се случува. Со еден збор, она што е ново предизвикувачко било секогаш поврзано со младите. И од тука ние очекуваме дека во овој дел светските практики, тенци многу побрзо, поедноставно ќе бидат прифатени и адаптирани кај нас. И сега, кои се оние недостатоци и предизвици со кои се соочуваат младите луѓе кога ќе дојдат да ја изучуваат ова студиска програма? Дали имат доволно претходни признања? И како треба да се насочат мисловно, образовно, едукативно? Видите, има нешто кое што не е карактеристика само за маркетингот, туку и ова што има непостојната програма, каде што имаме 8-годишно искуство и воопшто, она што јас наназад 40 и кусур години работејќи во образовниот систем го знам, е не толку презнаењата, толку негативното влијание на образовниот систем или образовната практика да ја убива креативноста и љубопитноста на ученици, да се бара репродуктивност. Немој да мислиш поинаку, туку мисли како јас. Така што пристапот на наставниците да покажат само знаење, да покажат репродукција на вакво или онакво оценување е најлошото нешто што е во постојниот систем присутно и тоа е оно што на почетокот кај нас со редовните студенти ние првиот чекор да ги ослободиме, да прашуваат, да кажуваат, а не да повторуваат она што ние ќе окажеме. Ние во нашата мисија имаме запишано дека кај нас ги препознаваме и ги охрабруваме грешките. На грешките, ако се добро водени, најдобро се учи. Така да тој прв чекор на креативното мислење да се мисли во алтернативи, да се мисли поинако, да се мисли на невозможното, кое што во сигурни безбедносни услови низ вежби тука ќе се провери и ќе им се отвори можност за натам. Така што ние многу полесно тоа го правиме со воредните студенти кои што имаат искуство и кои што гледаат дека нешто поинаку на друго место е, па се многу пољубопитни, покритични и поподатни за нашиот основен облик на работа, тоа се студии на случај каде што
ќе им дадеме приказна да понудат можно решение. Тука има многу пожива дискусија, што ја постигнуваме дури кон крајот на втората, третата година со редовните студенти, кога ќе ги ослободиме целосно, дека не мора да мислат како нас. Ние им препорачуваме дека од областа на маркетингот и менеджментот нема едно точно решение. Има различни добри решенија во различни услови. И тоа кој ќе го прифатува се ослободуваат тие да не мора да мислат леле да не ќе погрешам јас, да не ме искара некој што недобро мисла. Така да тоа е најважното што од почетокот ние ги охрабруваме да мислат покреативно, поиновативно. Сега малку ќе тргнеме настрана од оваа тема. Јас би запрашала што значи самиот процес студирање? Буквално тоа значи проучување. Значи не научување, туку проучување. Навлегување да се разберат нештата, а не да се запомнат. И тоа е клучната разлика помеѓу она што е во основно и средно образование, каде што треба постојното знаење. На некој начин да се усвои како база, за да почне потоа да се бара свое гледање, свое патување низ животот, низ кариерата. И студирањето токму тоа треба да го возможи на наставата тука. Студентите да се охрабрат, да ги разберат работите и да почнат самостојно да проучуваат, да гледат различни начини на мислење, различни видувања во теоријата, за да се соочат со многу различните ситуации во реалноста. Никогаш, а денес уште помалку, не може реално да се стави во студиската програма. Во студиската програма се вградуваат принципите, законитостите, пристапите и основната фактографија само во функција да се разберат принципите, а не бидејќи додека се научат фактите, другиот ден кога ќе појде во практика ги нема ни, веќе нешто друго се случува. И затоа студирањето е начин на продлабочено разгледување на феномените за кои што се учи и обидување за тие феномени да се понуди решение, не само да се разберат и објаснат, туку како во дадени услови ние би постапиле и како од тоа да ги извлечиме поуките од грешките, да не ги правиме, а добрите работи да ги зацврстиме и да ги практикуваме додека не се променат условите. Бидејќи повеќе децении сте во образовниот процес и сретнавте многу студенти, благодарение на вашето знаење, многу дипломираја и се успешни луѓе, како вие го дефинирате успешниот студент? Што треба тој да направи за да биде успешен? Имаме 4 години, 5 години, имаме студирање, имаме магистратура, докторати, сето тоа. Она што ние го вградивни како посебен предмет, тоа е личен менеджмент. Треба да ги оспособиме студентите, прво преку тој предмет како система, да потоа низ практикаме сите предмети, да размислуваат дека нивната судбина и нивниот развој првенствено зависи од нив. Да не мислат дека некој друг им ја крои судбината, иако во пазарното, во надпревар, има борба, а во многу борби има и нечесни работи, има и подвалување, да се научат да се борат со нечесностите, но да стекнат доволно компетенции за да можат да го остварат оно што го посакуваат. И во тој дел основно е да се научат да размислуваат со своја глава, да ја користат било која шанса и во секој проблем да ја гледаат шансата, а не пречките. Пречките да ги совладуваат, а не да се откажуваат од пречките. Така што она што ние настојуваме и она што е моје лично искуство, дека нема нерешлив проблем, има помалку или подобро успешен решен проблем во дадени услови. И од мојот личен кариерен развој, неколку пати, кога ми се случило некој отстрана да ми оневозможи она што сум го справил, прво сум се прашал зошто им дозволив тоа да ми го направат. А второ, најчесто тоа прилего некое многу подобро решение ако се свртите во некои нови други патишта. Така што ние ги охрабруваме студентите да не чекаат некое најдобро време, кое што никогаш нема да дојди, најдобро услов, па нешто да направат.
да направат нешто во дадените услови. Дури има една мисла што ја кажуваат, ја припишуваат на некои наши претходници, што велат старите луѓе што велеа, што сега и јас сум тие старите луѓе, велат бадијала работи, бадијала не седи. Ако нешто друго, барем ќе научиш нешто повеќе работејќи. Секогаш можеш да ја напуштиш недобрата работа, а ретко кога некој ќе дојде и речи, ајде ова е најдобра работа, работи ја. Моја препорака до младите е, штом завршат, а некој е добро што и го практикуваат уште кога ќе додека студираат, нешто да работат, да ја прифатат првата работа на која што може нешто да работат. И во многу работни организации, кога ќе одите на интервју, ќе ве распраша дали нешто друго сте работеле во она што еве сте го учеле, да видат колку сте спремни за борба во животот. Така што некој кој што работел во пицерија, некој кој што работел во кафич, во кафуле, ги научил основните животни комуникацијски вештини како да се справува со муштериите. И тоа може биде многу корисно во маркетинг. Иако никогаш не учел тој за маркетинг, меѓутоа го учел она што е животот реален. Препораката е работете било што и учете од искуството од работа. Секако. Како го толкувате сега развојот на маркетингот и сите негови пропратни атрибути во моментов кај нас? Во моментов се уште некај сите фирми е сватено дека маркетингот е развој, а ако е развој, тој треба да вложите и дури по некое време веднаш треба да ви се врати тоа. И затоа многумина го сметаат дека е тоа трошок или трошок е не можеме се во вакви времиња ние да трошиме за луксузи. Тоа е главната грешка што се уште кај некои фирми е присутна и ако забележите во сите фирми каде што влегоа странски инвеститори да работат и да успеат тука, а не да поминат па да заминат нека на друго место, најмногу вложуваат во тоа, во ребрендирање на производот, во ширење на палетата на продукти. Видете, сега е овде во Битола, например, ние немаме некоја интензивна сора, гледаме на надвор што е. Битолската млекара колку нови продукти понуди сега на пазарот, откако дојдеа други сопственици, откако се напушти постојниот тип на менаџирање, кога постојните директори беа сопственици на тоа. Кога тоа се продаде, новите инвеститори сега кои што сакаат да ја подигнат вредноста на фирмата, нудат многу повеќе, вложуваат во промоција многу повеќе и на тој начин сегашнава, кога би сакали или кога би ја продавала, не се би била многу повредна колку кога ја купија. Така што тоа е она кое што кај нас не секаде е присутна свеста дека маркетингот е развој, а тој бара вложување. Професор Есмилевски, јас ви благодарам многу за одвоеното време и ви посакувам многу успех понатаму. Јас ви благодарам за љубопитноста што искажавте за оваа тематика. Благодарам.